Почитувани, во недостаток на аргументи и немање конкретни одговори на поставените прашања од страна на наставниците, родителите, учениците и пратениците, Мила Царовска го губи тлото под нозете и во паника се почесто се обидува да ја спинува темата. Арогантно и наетливо ги навредува сите, им го подценува капацитетот и кредибилитетот на пратениците, ги омаловажува родителите, ги критикува наставниците и сето незадоволство од споменатите го препишува на влијанието на ВМРО ДПМН. Повторно ја подсетуваме за нашиот став изнесен многу пати. Ние немаме ништо против дигитални учебници со интерактивни и мултимедијални содржини и со наратор по можност да биде додаден. Ние бараме печатени, убаво илустрирани, модерни учебници за учениците кои ќе посакаат да ги имаат. Ние бараме да оствари тоа што во концепцијата самата го има предвидено. Еднаков пристап и еднакви можности за сите ученици во образовниот систем. Тоа со дигитални учебници, за оние кои може да си дозволат и печатени учебници, еднакви на црно-бели фотокопии едноставно не е возможно. Или накусо, Царовска да ги објасни мултимедијалните содржини на фотокопии. Всушност, да го објасни принципот на дрвено железо. Како во така печатени учебници, кои таа ги промовира, ќе се пренесуваат мултимедијалните содржини од дигиталниот учебник. Откако и стана јасно дека тоа не е возможно, сега таа ветува библиотечен фонд во секој училиште од таблети. Ние не ја веруваме, затоа што ништо оваа влада што го ветила го нема остварено и длабоко сме убедени дека доколку имаше сериозна намера тоа да го стори, таа и досега ќе обезбедеше таблети за најранливите категории. Тоа како и кога ќе ги изготви дигиталните учебници, се уште нема одговор. Конфузијата и неконзистентноста по изјавите дополнително ја влошуваат состојбата и недовербата, а паниката е веќе видно присутна кај Царовска и таа доведе до злоупотреба на европското знаменце и негово додавање во новиот предлог закон за измени и дополнувања на законот за учебници. Злоупотребата на моќ против сопствениот народ го промовира на најсилно можно ниво. Ви благодарам.